Така е, Кики, добро ви утро. Повторно од градскиот плоштад во Охрид, додека овде седевме, видовме едно 5-6 групи со странски гости кои што тргнаа во разгледи во градот. Овде со нас е туристичкиот водич Ристе Голабовски, а тој ќе ни одговори на прашањето. Добро ви утро, Голабовски. Кажете ни, голем број туристи овие денови, од каде ни се најбројните гости? Па како што гледам од поранешна Југославија, најповеќите се сепак почнаа пољаците, што ме радува. Убаво е, ќе имаме повеќе оваа година според најавите. Така, Голабовски, кои се оние најбарани локации овие денови кои што ќе ги посетат туристите? Бидејќи сме во Охрид, сметам дека најповеќе е стариот дел на градот, старите цркви кои се многу интересантни и последно ќе биде Свети Наум. Ристе, велат Охрид ги плени туристите со оние приказни испреплетени со богатото културно-историско наследство. Што најмногу ги воодушевува? Прво, најповеќе ги воодушевува стариот град. Старите градби, старите цркви кои навистина и никој ги нема. Ние имаме нешто што никој го нема. Уникатно светско богатство и наследство. Ристе, сами најавивте ќе имаме плодна туристичка сезона, тоа го очекуваат сите туристички работници, но со какви предизвици се соочуваат туристичките работници? Ќе имате полни раце работа овие денови, но кои се клучните предизвици? Најчесто тоа е таа сива економија. Да, тоа е сива економија, ма таа сива економија значи немање на лиценци. Проблемија и минатата година многу лошо беше. Веќе лично видов одредени наши водичи останаа без работа, додека дури пољаците ме збунаа што никогаш тие не оделе сами, почнаа сами да одат. Нешто од поранешна Југославија, но е проблем тоа и од Бугарија, од Руманија, баш ги видовме без водичи. Потребни се засилени инспекциски контроли. Потребно е многу поголема контрола, да ги заштитиме прво нашите. Не е идејата само да имаат водичите работа, туку како ја презентираме нашата историја и нашето богатство. Така, странските водичи едноставно немаат право да раскажуваат за македонската, за охридската култура и историја. Нешто немаат право, туку не го искажуваат правилно. Тоа е најлошото. Така, тоа најмногу ве загрижува. Па имаме проблем, најголем проблем е Свети Наум. Јас можам да речам рак рана на туризмот во Охрид, затоа што можам да ви кажам по 10 до 12 автобуси полски од Албанија паркирани се, ни еден водич нема. Од мои колеги кажува да, дојде инспекција, им кажуваме во црквата влезете, имате од Албанија на германски, но тие прво ја барат нашата лиценца. Се знае и се гледа. Треба и нашите да се види дали имат лиценца, дали е истечена или не е истечена. Но сепак треба се провери тамо. Доволно еднашка, 2 пати месечно се помине и повеќе нема потреба. Сметате дека само на тој начин ќе се сузбие овој проблем? Единствено решение. Така, ајде за крај да ве прашам какви се очекувањата, рековме голем број на туристи, но од каде ќе ни бидат најбројните гости ова лето? Ова година значи пољаците беа, но за прв пат и скандинавските земји. Секако најповеќе преку Албанија доаѓаат, но Полска ќе биде број 1, холанѓаните ќе ги имаме, но и убаво што од Скандинавија си правиме навистина нешто убаво, целиот свет да знае која е таа наша убава земја. Ви благодарам многу, Ристе, ви посакувам да имате успешна туристичка сезона, достојно да го представиме богатото културно, историско и природно наследство кое што го имаме во Охрид. Кристина,